Добро вечер. Ден по фијаското на долгата бриселска рунда, двете страни остана на своите позиции. Груевски дури точно знае зошто Заев не бил кооперативен. Вели од две причини. Страф од најголемиот изборен пораз што го чека во април 2016 година и затоа што сам по себе зол човек и би сакал колку што може да им наштети на силните економски реформи кои имаат зафатено Македонија благодарејќи на успесите на македонската влада. Заев со оценка. Груевски е проблемот, затоа што човек кој ги создал проблемите не може да биде фактор на решение на начин на кој што Заев оценува се однесувал Груевски во Брисел. Над овие предпоставувам очекувани две позиции после неуспехот на бриселската рунда, цел ден сме во потрага и одгатнување на пораките кои стигнаа од клучниот човек на преговорите, медијаторот еврокомесарот Хан. Неговиот твит, невообичаено, веројатно после Вашингтонската званична изјава, овој пат од твит ќе влезе во варијантата да одгатнуваме што всушност сакаше да каже со реченицата "Разочаран сум од недостиг на одговорност и лидерство на некои". Таа множина некои подоцна Иво Вајгел, опишувајќи ја како тој што не беше подготвен за компромис донесе неуспех кога се работи за еден, јасно е дека од форматот 3 наспроти 1, двајцата всушност мислат на Зоран Заев. Дали всушност тоа сега ја отвара темата, може ли воопшто да продолжат понатаму во ваков формат разговорите, ако почувствителноста на Заев поради една изјава во Вашингтон беше во проблем медијаторството во Брисел, тогаш со овие пораки на Вајгел и на Хан се отвара темата низ која платформа и во каков формат понатаму воопшто можат да продолжат разговорите. Мои гости вечерва на трагата на овие пораки од првиот ден собирање малку брифинзи и информации, бидејќи двете страни беа прилично затворени во текот на преговорите, се Катерина Блажевска, добро вечер. Добро вечер. И Васко Попетровски, добро вечер, Васко. Добро вечер. Трошевте ли време или беше јасно од почеток твитот на Хан и објаснувањето на Вајгел дека јасно патуваат дека човекот е Зоран Заев? И јас синоќа првата асоциација ми беше дека тоа е Зоран Заев, но не знам дали ги видовте денешните дообјаснувања кои што стануваат практика по некакви вакви, како да ги наречеме, чудни, проблематични изјави на човек кој што би требало да биде неутрален во овој процес од неговиот кабинет повторно денеска за дел од бриселските дописници, еве да бидам прецизен, дописнички, дека всушност Хан мислел на двајца од четворицата лидери и дека тоа биле и Заев и Груевски. Да, за волја на вистината тој вели некои, меѓутоа ако тоа го поврземе со изјавата на Вајгел, станува јасно дека некако во тој двоец повеќе оценката е дека е тоа Заев. Поентата ми е дека веќе сега не можеме да бидеме сигурни кој е вистинскиот Хан. Дали Хан од Вашингтон, кога вели дека извештајот на ОДИХР за последните избори бил генерално позитивен, или Хан од соопштението по телефонскиот разговор, кога реди низа забелешки на истиот ОДИХР од истиот извештај за последните избори во Македонија. И не само тоа, на тоа придодава квалификација дека Комисијата повторувала неколку пати дека требало да се истражи содржината на разговорите, вклучувајќи ги индициите, внимавајте, за изборна измама. Сега, во изден, еврокомесар во Вашингтон зборува за генерално позитивен извештај на ОДИХР за последните избори, по само неколку часа издава соопштение во кое што зборува за истите избори, дека на тие избори се случила изборна измама. Вчера твита едно, денеска неговиот кабинет го да објаснува со нешто друго. Мислам дека навистина се не знам кој е највистинскиот збор. Несериозност, непрецизност, несваќање на тежината на ситуацијата во која што се наоѓа ова држава. Јас доаѓам сега случајно од еден... Поодговорна е дури изјавата на Коцијанчич и веројатно е сосема така, со оглед на одговорноста што имаат едниот и другиот, ако се во прашање двајца лидери, јасно е дека на оној што има власта му припаѓа поголемата одговорност во однос на деблокирање на
на процесот, но ова изјава несомнено останува и таа поврзана во низа и со уште многу други сомнежи за кои досега се тврдеше дека ги туркаат само медиумите кои се спинувани од еден штаб во Македонија, реално го доведува во проблем процесот на медиаторство на Европската комисија или на Еврокомесарот, при тоа поврзан дека тој несомнено ќе биде неутрален и поврзан со некакви европски вредности. Јас синоќа бев домаќин на група колеги во емисијата што јас ја водам, едниот од нив Љупчо Поповски зборуваше за овој аспект, навраќајќи се малку наназад за квалитетот на еврокомесарите. Констатираше дека на Штефан Филе ова никогаш немаше да му се случи. Отиде и уште поназад. Дека како се враќаме кон историјата, така комесарите за европроширување се по-компетентни и по-тешкаши во политичка смисла. Од Ферхојген, кој што беше еврокомесар во времето кога 10 земји членки од Источна Европа во 2004 станаа кандидатки, станаа членки на Европската Унија, преку Оли Рен до Штефан Филе, за сега со Хан да ја имаме веројатно најслабата фигура дефинитивно на таа позиција. Тргнав нешто да ви кажам, нема да го заборавам и ќе го кажам, мислам дека јавноста треба да го знае. За жал, перцепцијата за тоа дека Хан можеби не е доволно неутрален во овој процес, не е само медиумска шпекулација. Велам, доаѓам од еден собир на кој што имав шанса да разговарам со повеќемина дипломати во Скопје. Денеска имало еден од тие редовни координативни состаноци на амбасадорите на странските земји акредитирани во Скопје, главно на членките на Европската Унија, во делегацијата на Европската Унија, и еден од представниците на една од влијателните земји членки го поставил прашањето за неутралноста на Хан, поточно за неговите бизнис интереси во фирмата Новоматик. Ова информација, еве со сигурност ви тврдам, вечерва е стигната и до Хан, се звонат телефони во некаков круг во кој што се обидуваат да го разјаснат ова прашање, но ако дипломат на влијателна земја членка си дозволил да го постави прашањето за неутралноста на Хан, предпоставам дека и ние сме тука некаде на вистинската трага околу оваа дилема. Како е можно, да речеме, ги вртиме приказните австријски казина, која е ролјата на Хан пред да ја завземе оваа позиција, таа иста групација од Австрија овдека поседува лиценци во казина, во електронската лотарија, ама или ловиме дневни настани и никако да стигнеме до Новоматик и приказната во која ќе потврдиме дека истражувачкото новинарство, освен како што велат шпекулации, може да ја донесе приказната. Ова што вели Васко, дипломатот значајна земја, си дозволил да го постави тоа прашање, не си дозволил, обврска е да се постави. Ние можеме да нагаѓаме дали има или нема, меѓутоа обврска на еден човек на таква функција да пријави конфликт на интереси со прифаќањето на таа функција во Европската комисија, особено кога посредува во една од најтешките политички кризи на тлото на Европа. Неговото поврзување со некакви други интереси овде не го компрометира само еден човек. Ја компрометира Европската комисија, ја компрометира Европската Унија. И сега од една страна од нас се бара европски вредности, се бара борба против корупција, против криминал, од друга страна спроведува логиката, се извинувам погрешно да не сватена, меѓутоа таа усталена поговорка, попската логика, не гледај што правам, слушај што зборувам. Меѓутоа, да не судиме додека не биде нели тоа потврдено, легитимно е некој да има свој бизнис, легитимно е да поседува акции, но обврска е да пријави и да се повлече од посредништво, медиаторство или било каква улога, макар и најминимална, доколку постои конфликт на интереси на тој бизнис со политичкото медиаторство во земјата домицилна во која се... Тој би требал да посредува во можеби најтешката криза, во веројатно неговото портфолио во овој момент кое што го има, бидејќи Србија веќе не е таков сериозен проблем, иако се соочија со гафови на комесарот Хан, не по неважно прашање, по прашањето на слободата на медиумите. Меѓутоа, ако на Хан
дојде на позицијата од ноември, му е релативно рано да ги држи приказните и работите во раце, тогаш можеме ли да разбереме воопшто дека тој ја разбира димензијата на кризата, ако за 6 месеци не може да ја совлада суштината на проблемот или темата, а излезот за македонската приказна го гледа во евентуално решение од 3 месеци повлекување на премиерот или како се вели, да, буквално повлекување, не давање оставка и некакви козметички преправки во владата кои би можеле да донесат до ситуација на фер и демократски избори. Па учинокот на Хан во Македонија, конкретно и примерот за Србија исто важи, покажува дека тој и веројатно добро не ги познава или подлабоко не е навлегол во суштината на проблемот овде. Мене помалку ќе карикирам, меѓутоа ми наликува како рокер кога доаѓа на концерт во некоја светска турнеја и преморен само му соопштуваат: вчера бевте во Њујорк, денеска сте во Лондон, утре сте во Скопје, треба да речете добро вечер Скопје, здраво Македонија, многу ве сакам, она излитана фраза. Однесувањето на Хан мене ме потсеќа токму на такво естрадно концертно. Не може еврокомесар да не ја знае содржината на извештајот на ОПСЕ за изборите во Македонија. Тоа е страшна грешка за човек кој што прифатил некакво првично медиаторство во оваа криза. Второ, во текот на тој обид да посредува, тој веќе ги премина црвените линии, она што не само границите на она што значи политичка култура, границите на она што значи медиаторство. Неговата неутралност целосно се избрише и со изјавите во Вашингтон, со овој твит посебно, че медиаторот не е тој што треба да суди и осудува. Медиаторот е тој што седи, ги слуша позициите на двете страни и се обидува не дополнително да ги поларизира, туку да ги приближи, ако може. Со ова тој станува трета страна во спорот, односно се приклонува на една страна и ја продлабочува таа поларизација токму кон протагонистите од кои се очекува да ги доближат своите. Тоа е многу контрапродуктивна позиција и ја компрометира и улогата на Европската Унија во нашава земја. Очекувањата на граѓаните многу е голем, висок, еден од највисоките проценти е во Македонија на луѓето кои што сакаат земјата да ја видат во Европскиот клуб и сега исто толку голем е тој процент на луѓе кои што се разочарани затоа што гледаат дека некој смета дека е максималистичко барање ако вие сакате во земјата да ви профункционираат европски вредности. Значи тоа е страшен апсурд. Кога еврокомесар смета дека максималистичко барање, ако некој на маса вели да ние сакаме не само смена на власта, туку да профункционираат европски вредности, а тие бараат одредени услови. И сега, што да разговарате? Која е таа позиција? Да. Помалку е можеби и прашање на кариера и на престиж за Хан, тој не е само комесар за проширување. Тој е комесар за политика. Да. Во негов ресор е и Украина, да речеме. Тоа е неспоредливо поголем проблем од нашиот, но Украина во овој момент се чини нерешлив проблем. Така што веројатно тој препознава шанса овде на брзина да спакува некакво плукни залепи решение, да изгаси пожар, а не земјата да ја постави на вистински шини, она за што зборува Кате. Денеска професор Малевски веројатно на трагата на овој твит на Хан и оно што го изјавува за Мија Вајгел, вели заклучувам, слободата е преголем предизвик за ЕУ, очигледно, сакаат брзо воспоставување на контрола. А тоа претпоставам значи конзервирање на кризата, а не барање на вистински решенија кои ќе бидат долгорочно излез од овој ќорсокак. Знаете што, јас не сакам да се чувствувам шизофренично. Јас се согласувам со професорот Малевски, апсолутно. Вие да не го цитиравте, јас ќе го цитирам. И мислам дека тој е на вистинската трага. Но велам, не сакам да се чувствувам шизофренично. Зошто? Затоа што кога го читам извештајот на Европската комисија, таму детално во последниот извештај дури и со недипломатски речник се нотираат сериозни проблеми на планот на исполнувањето на базичните политички критериуми.
во делот на политизација на партизација на институциите, во делот на немање јасна граница меѓу партијата и државата, во делот на зависноста и влијанието на судството, на власта врз судството, во делот на, како се вели, контролата, внимавајте, на владата врз медиумите и така натаму. Сега, што е вистинската вредност за која што се залага Брисел во оваа земја? Ова зашто прави ваква рецензија во својот годишен извештај, или сега начинот на кој што се обидува на брзина да ја залепи очигледно големиот јаз, големата дупка која што се отвори во оваа наша земја. Се отвори сега јавно, инаку таа е градена, копана, подкопувана со години наназад. Јавноста релативно доцна, попладнево од информативните емисии, дознава неофицијално дека биле на масата разноразни пакети. Имате една доминантна струја која ја објаснува позицијата на Груевски, дека е потполно јасно дека Зоран Заев поради својот страф од договореното од 2 јуни сега се обидува на секој начин да ги минира преговорите и едва и по некоја шпекулација што всушност било на масата, за да можеме воопшто да проценуваме кој е тој што бил тврдоглавиот играч на масата и всушност е одговорниот кој што ќе ја блокира Македонија подолгорочно, како вели Илија Димовски, без никакво право воопшто потоа да споменуваат во било кој контекст следот на работите кои доаѓаат, меѓу кои и дека ќе биде изгубена препораката во октомври. За препораката малку подоцна. Мислам дека на јавноста и се измешаа многу работите и дури и онаа која што сака да биде на кредибилен начин информирана, до неа не стигнаа вистинските информации. Мислам дека не беше јасно кажано дека на 2 јуни во Скопје бил потпишан некаков документ. Дека потписот на тој документ го ставиле сите 4 лидери. Дека во еден од параграфите на тој документ пишува дека на 10 јуни во Брисел ќе се разговара, и сега ќе се обидам да го цитирам тој дел од документот, за организацијата на владата што ќе ги подготви следните избори. Тоа значи ќе се зборува за структурата, составот на владата што ќе ги спроведе следните избори. Ова никогаш јасно не беше кажано во нашата јавност, мислам. Спорадично имаше текстови кои што беа кредибилни и го зборуваа тоа, но вака систематично не беше никаде за жал повторувано и јасно соопштено на јавноста. Така што вчера во Брисел се разговараше за организација на владата што ќе ги подготви следните избори. На маса било очигледно тоа прашање, структурата на таа влада, од тоа што протече во јавноста, верувам дека е кредибилно, бидејќи се обидував сега и да го проверувам на повеќе места, тоа што како предлог дошло до СДСМ, а официјален предлагач бил посредникот Хан, било СДСМ, тоа беше објавено и на овој канал во информативните емисии, да бидеме докрај прецизни. СДСМ да добие вице-премиерско место кој што ќе биде одговорно за координирање на активностите поврзани со подготовката на следните избори, да добие 4 заменички министерски места. Сега добро дополнување, тоа е со врзан подпис со министерот, односно со право на вето со министерот во ресорите внатрешни работи, финансии, труд и социјала и земјоделие. И Груевски да се повлече од функцијата 3 месеци пред изборите. На крај тој пакет е дополнет со повлекување на Груевски 4 месеци пред изборите и понуда за СДСМ да го добие спикерското место. А да бидеме попрецизни, вие веќе и бевте попрецизна во едно од претходните прашања, уствари повлекувањето на Груевски не подразбира и негова формална оставка според таа понуда на Хан, туку едноставно негово пасивизирање на премиерската позиција и предавање на функциите на еден од вице-премиерите.
што само по себе е смешно, бидејќи според изборниот законник, премиер во последните 3 месеци од мандатот е технички премиер. Дури со дополнувањата, јас пред да дојдам тука го испринтав тој нов член кој што го додадовме пред последните избори, предвидува една цела дузина деме конкретни забрани што не смее владата да прави од денот на распишување на изборите до формирањето на новата влада, да располага со буџетски средства на Републиката, средства на буџетите на општините и градот Скопје од јавни фондови, средства на јавни предпријатија, да се започне изградба со средства од буџетот или од јавни фондови на нови објекти во инфраструктура, патишта, водоводи, далноводи, да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати од буџетски средства кои не се редовни месечни исплати и така натаму. Така што нашиот изборен законник, владата и премиерот во тој последен период од денот на распишување на изборите до формирањето на новата влада го дефинира како технички премиер, така што ја и не разбирам што била понудата со повлекувањето и пасивизирањето на Груевски. Не требаше ниту да се оди до Брисел да се преговара за нешто што веќе се наоѓа во рамките на уставната норма дека изборите ги распишувате во последните 90 дена од мандатот на постечкиот парламент. За предвремените парламентарни е нешто сега да бидеме до крај искрени, факт е дека и оваа законска одредба на последните избори не се почитуваше и беше злоупотребувана. Имено сега тоа е веројатно кваката која помалку бомбите, меѓу другото не ги отворија очите и сега се обидувате да споредувате. Еве нов механизам за врзани подписи, како и во здравството, двајца директори, па видовме како заврши таа епизода. Но еве да речеме да пресликаме. Во Министерството за внатрешни работи и по постоечката регулатива било забрането да има партиски штаб или кол центар. Овој заменикот министер од ДУИ или не знаел дека има кол центар на ВМРО ДПМН или бил во кол центарот во министерството кое што тие го управуваат. Но ништо не е поставено внатре со подписи или со одлуки. За убиецот на Мартин Нешковски дознавме дека со устна наредба бил донесен во Скопје. Слушавме во бомбите дека повеќе од процесите ги управуваат тефтерчињата на Гордана Јанкуловска, не подписите и званичните одлуки. Тоа претпоставувам комесарот кој што е посредник во понудата на предлозите би требало да го знае. Комесарот се обидел да ни продаде магла спакувана во мали шишенца. Значи ова е смешно и да го дискутираме. Заменик министерски места во институции целосно партизирани, каде што само еден човек ќе биде присутен од опозицијата, а цела хоризонтала и вертикала ти се партизирани, хиерархиски подредени под министерот. Че тој човек кој да е таму, ќе биде едноставно игнориран и екскомунициран на некаков перфиден начин, на софистициран начин, да не забележи на кој начин и зад него врх ќе се продолжат да се функционираат истите практики. Ова што Васко го кажа, значи ни се нуди оно што и нашиот закон го предвидува. Премиерот пред избори, 3 месеци пред избори, веќе функционира, владата функционира како техничка влада, значи ништо посебно. Оваа козметика е обид да се продаде пред, дали за како успех на комесарот Хан или да се фрли прашина пред македонските граѓани дека еве нешто се решава, меѓутоа ова е обид со една неинвазивна метода да се глуми дека се прави нешто, ствари тоа е едно мало стентирање на брзаница да се смири кризата во име на некаква краткорочна стабилност, а на штета на слободата, како што вели Денко Малевски. Меѓутоа, јас се прашам и колку е таа стабилност во ваква ситуација. Ако сметаме на привидна стабилност, каде што од време на време, по потреба, ќе имаме ладни проби како во Куманово, некакви изолирани инциденти за кои нема да се знае ни зошто почнале, ни како почнале, ни кој избегал, ни како избегал и зошто избегал. Тоа и не е некоја стабилност, е контролирана стабилност, исто од власта. Таква стабилност нас не ни треба. Не и треба на Унијата, не му треба на регионот. Ако ви имате джебови што функционираат така, кај луѓе така наречени спијачи, кои што ќе ги активирате од време на време да ја помогнат на власта или на некоја друга сила, да направат одреден инцидент за некои други цели,
не е тоа стабилност и не се решава на ваков начин. Значи, не можам да разберам дали Унијата свесно го избегнува фактот дека овде е потребен длабок рез или во моментов навистина нема време да се занимава со македонскиот проблем и полесно е да ги остави работите да течат така со мали промени колку да се смири привремено ситуацијата, па потоа ќе мислиме што ќе правиме ако не иде Боже нешто се случи. Меѓутоа, ваквите методи се најголема инвестиција во нова потенцијална криза. Јас не верувам дека дури и некакво решение да се најде во Брисел кое што формално ќе задоволи во моментов некакви елементарни услови, таа нефункционалност на институциите и партизираност е толку длабоко отидена што еден ден ќе пукне. Мислам, ќе пукне, не мислам со пушки. Со пушка, да. Значи ќе пукне по сите рабови. Ова не може вака да обстои. Ако денеска го слушаме премиерот на форумот Кран Монтана во Брисел, станува јасно дека тој е одличен читач на оваа аутистична политика на Европската Унија, која во овој момент има само потреба да ја затвори кризата за да може да ја обезбеди препораката на есен. Со години он добар читач. Понудата, но сега велиме дека се специјални услови за него и можеби попушта концентрацијата, но очигледно е дека Груевски одлично дури во оваа ситуација сваќа дека со пораката од Кран Монтана би било добро повторно на маса да вратиме некои од старите предлози, првпат отворено нудејќи го решението за името во првата фаза на отворањето на преговорите, повторно да им намигнува за нова толеранција, минимизирајќи го апсолутно извориштето на домашната криза. Вие подсетувавте во вашите емисии дека тој текст што се појави во утрински весник за голем реформски пакет што го подготвува Груевски не треба да го подценуваме како можеби една од шансите низ кој тој ќе го бара излезот сега кога би го отпочнал тој реформски пакет, па дури и тој да биде подневникот од Рајнхард Прибе кој што ќе го напише својот извештај и што доколку Груевски рече ова е тоа што сега ќе почнам сериозно да го работам. Како рекоа од СДСМ, тоа ќе бил наметнат пакет. Јас мислам дека Груевски тоа многу добро го знаеше, тој го најави уште на митингот на ВМРО ДПМН пред собранието. Рече, ние сме подготвени на темелни реформи во најпроблематичните области, меѓутоа СДСМ тоа не го сака. Следуваше овој текст во утрински весник, па дојдоа информациите дека Рајнхард Прибе со силен експертски тим, најмен од Европската комисија од Брисел, иако не знам зошто имале потреба од екстра тим кога имаат цела делегација овде во Скопје. Бил тука неколку недели, ја скенирал ситуацијата и сега веќе мислам дека го има составено својот извештај. Тој треба да донесе некакви конкретни препораки за тоа што треба земјава да работи на планот на најпроблематичните области, владење на право, тука судство и обвинителство, опфатени слобода на медиуми, па и контрола на тајните служби. Во тој тим имало и експерт кој што бил експерт за така да кажем народски прислушување. Па дури мислам дека и влегле во МВР и во УБК се интересирале за... Таму веројатно сега се е чисто. Да, не знам точно што нашле. Ќе видиме можеби од бенчмарковите кои што ќе бидат содржани во тој извештај. Тој според моите сознанија би требало до 17 јуни да биде доставен и до земјите членки, бидејќи на 17 јуни се одржува Комитет за стабилизација и асоциација. Тоа е едно ниво пониско од Совет за стабилизација и асоциација. И таму веројатно првично ќе се разгледуваат Комитетот за стабилизација и асоциација меѓу Македонија и Европската унија. Дали доколку во вакви констелации што ги анализиравме,
Груевски успее да им се наметне како човекот кој покрај домашните непријатели финансирани од Сорос, дружени заедно со странски служби во еден потфат за уривање на државниот поредок, самиот ја зграби ова приказна, бидејќи не е никаква тајна, дека тоа е премногу нати со државата, и од тие сигнали Европската комисија реши дека треба да му даде шанса, бидејќи на повидок е можноста да се влезе во сериозно решение за името. Јас мислам дека ЕУ е во заблуда, дека таков, условно кажано, реформски пакет, па колку и да биле конкретни тие бенчмаркови, може да направи некаква суштинска квалитативна промена во овој длабоко партизиран и криминализиран наш општествен систем. Видете, Груевски, вие и самата констатиравте, се покаже како одличен читач на пораките од надвор. Тој многу успешно знаеше да ги менаџира тие така наречени циклуси на промени на амбасадори во Скопје и на циклуси на промени на функционерите во Брисел. И на приказната знаеше да ја прилагодува на тој даден момент. Секогаш пронаоѓаше една слаба алка, а си дозволувам слободно овој пат да речем дека има две слаби алки. И комисијата овдека во Скопје представувана од прилично воздржаниот амбасадор и комесарот за проширување. Така да сега веројатно полето... Да, дури и гласниот ФУРС сега ми личи како некој со задоцнет ум, затоа што 2009-та тој беше начело на делегацијата овдека, тој беше Ајво Орав, дури со многу посилен мандат, дупли мандат, и на шеф на делегацијата во тоа време на Европската комисија и специјален представник на Европската унија во Македонија, и тој беше човекот во чие време се случи првата препорака за почеток на преговори за членство. Тоа е 2009 година. Во многу области работите не беа ништо подобри од колку сега. Главно за овие основните прашања за кои што зборуваме. Но тогаш Груевски ги убеди дека така полесно може да влезе во сериозни преговори да го решава прашањето за името. И ако добро се сеќавате, така и беше презентирана препораката. И даваме препорака на земјата и втората реченица. Се надеваме дека тоа ќе биде охрабрување за властите во Скопје да го решат прашањето за името. Меѓутоа во Скопје пресод беше пренесен само до првата реченица. И се сеќавам, тој ден услов да се добие изјава или интервју од премиерот беше да се согласиш да не му поставиш прашање за прашањето за името. А тој со такво ветување до ден претходно успеал да издействува препораката за почеток на преговори. Така што нешто слично мислам дека се случува и сега. Прибе несомнено дека ќе направи квалитетен извештај. Оние што имале шанса да зборуваат со него и да дзирнат делови, велат дека тој е прилично критичен и објективен. Да, и извештајот на Европската комисија е критичен и објективен. Доволен е тој, ние не знам зошто сега имаме потреба на вистина од екстра извештај, ама ајде, еве да го прифатиме тоа. Јас не верувам дека тој пристап може на вистина да донесе квалитетни промени. Иако странците сега убедуваат дека ќе видите Груевски, велат, ќе видите Груевски сега на каков притисок ќе биде изложен во следните недели, што се ќе мора да прифати. Тој многу пати бил изложен на ваков тип на притисок, во смисла на тоа дека требал да усвои некакви така наречени реформски закони или да направи некакви промени во системот, ги правел тие. Ние секогаш сме имале проблем со имплементацијата на тие решенија. Овде правиме пауза за реклами. 60 години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности.
Бидете секаде заедно со одлична мобилна мрежа. Одберете го постпейд пакетот One Promo Plus L и ќе добиете неограничени разговори кон сите мрежи, неограничени SMS пораки кон сите мрежи и 10 гигабајт интернет со месечна претплата од 699 денари. Плюс, со понудата добивате Super Android смартфон Sony Xperia E1 за 0 денари. One. Секаде заедно. Секој нов ден е ново ветување дека ќе бидеме тука за вас и за сите оние што ви го прават денот подобар. Straight Red Coke, deodorant spray and sour gel. Hot as fire, cool as ice. Live life your way. Екзодерил продира длабоко во жариштето на инфекцијата и ги убива габичките. Важно е лекувањето да се продолжи до израснување на здрав нокт. Ексодерил продира длабоко и ги убива габичките. Лето, одмор, плажа, авантура. Atlas Corporation со Чартер лет ве води во најатрактивните светски дестинации. Волшебната Хургада на Црвено море, Хрватска, Хвар, Корчула, Макарска, Задар, Трогир, Водица, Турција, Анталија, Аланија, Кемер, Белек, Сиде. Најголема понуда ова лето за Грција. Халкидики, Пиарија, Тасос, Крв, Парга, Левкада, Кефалонија, Закинтос, Евија, како и автобуски пакет аранжмани за Кушадаси и Макарска. Atlas Corporation ја сакам оваа агенција. Не е лесно да го пронајдеш она што ти треба. Секогаш се прашувам, дали мојот избор е практичен или емоционален? Дали е одраз на моите желби или реалните потреби? Но кога се ќе си дојде на свое место и конечно ќе одберам, тогаш знам дека сум го направил вистинскиот избор. Брзи кредити за големи нешта. Шпарка се ненаменски потрошувачки кредит. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Штеди секој викенд само во Тинекс од 12 до 14 јуни. Лубеница 34 денари, краставици 22 денари, свински ролат Гермес 337 денари, свежо пиле цекин 149 денари, екстра јајца 2+1 подарок 138 денари, наполитанки Афа 2+1 подарок 94 денари, Нескафе 29 денари, сет сок Браво со подарок чаша 115 денари, паста за заби Колгейт 72 денари, сет средства Мистер Мускуло 121 денари, вкупна заштеда 343 денари. Тинекс, секој ден со вас. Кога едноставно не можеш да одолееш. Потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Искористете ги поволните услови, без административни трошоци и освојте вредни награди, екзотични патувања, викенди за двајца или топ-шоп ваучери. Аплицирајте до крајот на јули. Стопанска банка, на ваша страна. Кога станав тинејџер, таа веќе беше стројна мома. И тогаш вистински се влюбив во неа. Беше постара од мене, но љубовта не прашува за години. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување.
Водата од природата ја збогатуваме со нашата наука и ја ставаме во одбрана на вашата кожа. Мултиактивни препарати со единствена формула на пазарот. Heaven 7 Biocellular Anti-Age. Погодни за сите видови на кожа. Од Reflect Farm. Планирате патување? Пред поаѓање подгответе се со Linex Forte. Земањето Linex Forte пред патување им помага на цривата да се приспособат на промената на храна и на вода и се намалува ризикот од појава на проблеми со цревата. Одморот започнува со Linex Forte. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. И 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Нов добитник на 100.000 денари е Саздовски Гоце од Велес. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Зборувајќи за епизоди од кои малку подобро се запознаваат, ама веројатно тоа повеќе продлабочува недовербата, на Страсбуршката средба имало едно предупредување од комесарот Хан кон Заев дека ако не се најдат и во таа исто така долга рунда, тој ќе излезе и јавно ќе посочи дека е невозможен диалогот или да почне да се воспоставува рамката по вина на опозицијата. Ете да речеме таа условно закана, ако била изтеглана на таа средба, сега станува јасна од овој твит. Заев уште пред одењето во Брисел најави дека по неуспехот на ова рунда и неможноста да се напредува низ предлозите кои не ги смета за максималистички, опозицијата ќе ги радикализира своите позиции, ќе пронајде други средства освен оние кои што досега ги демонстрираше. И според вас, што можеме да очекуваме ако сите новинарски, експертски анализи беа дека кризата мора некако да биде затворена во ова фаза на месец јуни, бидејќи се подоцна станува прилично ризично дека може да се одржува приказната понатаму. Иако е спортски да се вели денеска, дали сега погледнато во шансите за иднината, можеме да сметаме дека Груевски е победникот после рундата во Брисел? Нема победник во оваа рунда. Краткорочно гледано, може би некој извојувал некакви поени на маса, представувајќи се макар и лажно како конструктивен партнер во разговорите. Меѓутоа, победник е диверзантот на поставувањето на европските вредности. Така би рекла. Сега, во тоа диверзант, јас ќе се користам како господинот Хан, нека биде ова мој твит, условно речено. Кој е диверзантот? Можеме да погодуваме. Сите што сметаат дека со брзо потезни решенија, ова може да се санира. Она што опозицијата го планира како радикализација, тоа е веројатно некаков според нив логичен след, да се искаже незадоволството, отпорот. Меѓутоа, лето е, луѓето и наспроти кризата, да бидеме реални, си заминуваат на одмор. Другите што имаат други обврски во сферата на земјоделството се зафатени со својата лична екзистенција. Младите се повеќе си ги пакуваат куферите. Денеска што туку прочитав дека речиси еден цел град од Македонија, фактички можеме да го сметаме за иселен во соседна Бугарија, според бројот на бугарски пасоши, дека речиси уште толкав град чека, аплицира. Сето тоа е многу тажно за да зборуваме кој победил на нејени зелена на стаклената маса во канцеларијата за состаноци на господинот Хан. Жално изгледаш. Нас државата не е на стаклени нозе. Не е битно на каква маса ќе седиме.
И таа радикализација во смисла на ако се протести, добро. Значи тоа манифестантно ќе се покаже. Каков е односот на граѓаните, ако е сеграѓански отпор, како што беше на 17 мај заедно со опозицијската коалиција, меѓутоа тоа не произведува дејство. Барем тоа дејство не стигнува на масата во Брисел. Не се ефектуира. Значи, јас тоа дејство не го гледам во предлогот опозицијата да добие заменик министар. Каква врска има тоа со оние луѓе што седат пред шатори или доаѓаат од цела Македонија да ги кажат своите потреби, што го алиментира, како се покриени тие барања за промена на темелните вредности? На никаков начин. Ако опозицијата реши да демисионира и од последните упоришта на нивната власт, тоа е локалната самоуправа, таму каде што ги има, тоа ќе биде значи еден вид на тотален бойкот. Можеби ќе запали некаде некакво светло црвено на аларм, меѓутоа и ова не беше малку, и овој аларм досега не беше малку. Значи, долгорочно не води кон решение. Краткорочно можеби нешто да се привлече вниманието, меѓутоа мислам дека и Европската унија нема да има доволно и време и трпение со оглед на многу други жаришта каде што за среќа, за разлика од кај нас тоа не се случува, меѓутоа на други жаришта секој ден билансите покажуваат загуба на човечки животи, тие се поприоритетни, пожешки теми, ние тука на агендата паѓаме пониско. Можеби пак таа ситуација ќе ги принуди двајцата политички опоненти, Заев и Груевски, да седнат еден ден и без посредство на Хан или на некој друг, да седнат и самите тоа да го направат. И јас искрено посакувам во Македонија да се случи еден таков пресврт. Без оглед какво мислење имам за едниот или за другиот, дали ги сметам за делумно досега компрометирани да водат, допрва да ја извлекуваат Македонија од оваа криза со целиот нивен багаж и позитивен и негативен, ништо не е црно-бело. Меѓутоа во моментов тие се. Значи, едно се желбите и на граѓаните, и на опозицијата, и на власта, и на незините приврзаници, друго е реалната политика. Некогаш ќе мораат да се направат компромиси, меѓутоа ни случајно компромиси од ова што вчера беше во Брисел, тоа е смешно, тоа е подценување. Со фијаското на бриселската рунда, Заев може да продолжи со се што му е на располагање. Бомби, потполно изопштување од секакви институции. Предпоставам единствената институција која ќе мора да ја посетува како обврска е судот, доколку и не реши и тој суд да не го признава. Води ли тоа кон шанса за нова условно платформа, нов преговарачки пакет и ново лидерство во медиаторството? Таа долго споменувана шанса дека американците ќе се појават дури откако и со партнерство на Европската Унија кризата ќе дојде до точка кога ги обележува и своите граници дека навлегува во шансата за потполна внатрешна дестабилизација. Не сум човек што лесно кажува детали што не ги проверил, а мислам дека е важно за јавноста да кажеме дека вчера исто така имало чуден, како да го наречам, помалку налик на мафијашки обид за време на бриселската рунда. На предлог на Хан, Вајгел, Груевски и Заев да се тргнат на страни, како рекол Хан, на вашиот јазик да си направите малку муабет за овие предметите за кои што Заев оди во обвинителство или во суд. Велам мафијашки, затоа што навистина така ми личи. Ми е неочекуван за комесар и еден европратеник кој што е известител за Македонија.
По моите сознанија од странците со кои што имав шанса да зборувам, Заев го одбил тоа и рекол дека е тоа навистина навредлив и понижувачки начин на кој што сакаат да разговараат со него. Мислам дека ова е важно да го знаеме и е важно во создавањето на тој мозаик за тоа како навистина Хан и Вајгел мислат да ја дозавршат оваа приказна. Јас мислам дека позицијата на Хан е сериозно подкопана. Знаете, велат, перцепцијата е можеби се. Посебно во политиката. Посебно во политиката. Така што, ако условно кажано проевропската, граѓанската јавност, граѓанството овде, има перцепција за Хан дека не е неутрален, а мора да биде. Ако е точно дека денеска влијателна земја членка, меѓу другите земји членки, го отворила прашањето за неговата неутралност, можеме да предпоставуваме дека можеби ЕУ сега ќе проба со некои од другите своји инструменти кои што ги има на располагање. И не е само Хан, таму има и помалку институционална битка, знаете, внатре. Таа за нас е неважна, стварно, и ние не треба се оптоваруваме со неа. Нас ни е важно да имаме кредибилен медиатор кој што ќе успее да ни извлече од ова во кое што сме сега. Но велам, има институционална битка во Брисел, бидејќи таму се три институции: Комисијата, Парламентот и Советот на Европската Унија. Могерини, која што е и дел од Комисијата и представник на земјите членки во Советот, до сега избра да стои настрана. Меѓутоа, вчера прв пат и Могерини преку Ален Лероа се вклучи во преговорите. Така што, ако читам меѓу редови понешто, денеска имав шанса да го видам на дел од провладините медиуми кои што најавуваат дека еден ваков неуспех на вчерашните преговори може да води кон именување специјален представник на Европската Унија во Македонија, тоа може да биде квалитет плюс. Во медиаторството на Брисел засега не сум сигурен Вашингтон што ќе прави. Навистина, до овој момент нема повидлив сигнал дека тие, освен на амбасадорско ниво, би се вмешале на некое повисоко ниво. Има најави дека некаде во јули или ќе дојде нуланта, ама тоа не значи ништо. Таа веројатно ќе биде во некаква регионална посета, па ќе дојде и во земјава. Можеби ќе биде тогаш некаков момент во кој што ќе ја искористат за да пренесе некакви пораки или да одбоксува некаква етапа од преговорите, но не значи дека таа ќе биде медиатор. Овдека времето ни стекува. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Покрај нас на главниот македонски коридор се случува вистинска драма. Сликите што вчера ги видовме за повици слобода, слобода од прифатниот центар, само ме подсетуваат дека безчувствителноста кон таа драма некако е пресликана од безчувствителноста и кон самите себе си, бидејќи разликата помеѓу нас и нив веќе почнува да се доближува до една граница, дека сите подеднакво зборуваме за слобода, а ние сме некаде во некакво затворско одделение од отворен тип, а тие сосема известно знаат дека сте зад решетките на прифатниот центар во Скопје. Да бевме ние земји од рекламите на владата, тие сигурно ќе се бореат да останат тука, а не да заминат во Европската Унија. Благодарам уште еднаш што бевте мои гости.